Дали децата и тинејџерите кои секојдневно поминуваат часови на интернет и социјалните мрежи би можеле лесно да се откажат или барем да го ограничат нивното користење? Граѓаните се поделени, но повеќето се скептични и помалку оптимистични дека ваква одлука лесно би се спровела кај сегашната генерација. Велат дека интернетот е длабоко навлезен во секоја пора на општеството и дека ќе биде потребно време за создавање нови навики кај дета. Ама децата се научени веќе, не може. Това само освен ако може да се намали некак, знаеш, да се ограничи да бидат на интернет. А иначе може само напред да одиме, а децата не може да ги тргнеме од интернетот веќе. И децата повеќе се обрнат на секојдневни активности, не само на Фейсбук да седат, на интернет да седат, повеќе се приоритетират на образованието, на школото и така. Мислам дека јас се согласам до 16 години да се малку ограничи. Дел од граѓаните пак се уште позагрижени за негативните влијанија од прекумерната употреба на екрани, особено кај најмладата популација. Тие сметаат дека за тинејџерите се потребни строги ограничувања, а за малите деца целосна забрана за изложување на екрани. Децата веќе се навикнати на тоа. Треба време да се одвикнат, а убаво е да не зборуват. Меѓутоа на малите деца им се дава уште. Мали кога се за да ги закјутат им дават. Јас сум за да се прекрати. Точно, јас ќе речам пак, од мали нози треба да се воспитува децата. Сега е малку касно, ама ипак ако настојуваме, ќе ги врнеме децата. И психологот и психотерапевт Мирјана Јовановска-Стојановска ја поддржува онлайн петицијата за регулирање на дигиталниот простор за децата. Таа смета дека користењето на социјални мрежи треба целосно да се забрани за деца до 14 години, а строго да се регулира до 16 годишна возраст. Според неа, на почетокот е можен отпор кај генерациите кои веќе се активни на социјалните мрежи, но со соодветна едукација и објаснување може да се најде одржливо решение. Ама ние би можеле да им дадеме ете така некои контролирани можности да они меѓу себе комуницираат, да може да се споделат видеа, да може да се видат, да се договорат за нешто. Како ќе ги навикнеме, така ќе живеат. Иницијативата со вакви барања не е изолирана. Слични дебати за ограничување и регулирање на онлайн просторот за децата веќе се отвораат и на ниво на Европска Унија.